Драго ми е што по пауза од неколку години имаме една вакво собирање, една консултација и дискусија за документ кој верувам ви е познат на сите вам, од особена важност за процесот на евроинтеграција, Националната програма за освојување на правото на ЕУ, или накратко НПА 2021-2025. Пред да се осврнам на документот кој ви беше споделен и за чија што содржина ќе дискутираме денес, би сакал да информирам дека иако НПА формално не беше усвоена изминативе години, СЕП во соработка со ресорните институции сепак редовно ја ажурираше незината содржина и секако се следеше имплементацијата. Во ова излагање накратко ќе се осврнам на неколку аспекти на НПА, и тоа значењето на документот, подготовката и механизмот за следење и известување. Важно е да се има предвид дека овој документ е се уште во нацрт верзија и поминува низ фаза на консултации пред да биде формално усвоен од владата. Во таа смисла се работи за жив документ кој по усвојувањето ќе биде предмет на повремено ажурирање со цел соодветно да се интегрираат новите обврски кои ќе произлегуваат од процесот на интеграција. НПА е клучниот стратешки и програмски документ на државата за насочување на процесот на европска интеграција, ги дефинира приоритетите, динамиката и потребните ресурси за усогласување на националното законодавство со европското право, како и активностите за прилагодување на националните институции кон европските административни структури. Клучните документи кои се основа за дефинирање на реформските приоритети се годишните извештаи на Европската комисија, обврските од состаноците на телата на спогодбата за стабилизација и асоциација, оценските мисии, извештаи на други меѓународни тела. Ова НПА особено ги зема предвид и правните акти на ЕУ презентирани на така наречениот објаснувачки скрининг, објаснувачките состаноци за секое поглавје. И затоа ова НПА е основа за нашата подготовка за билатералниот скрининг и за градење на идните преговарачки позиции. Во таа насока, паралелно со ревизијата на НПА, а во координација од Секретаријатот за европски прашања, се спроведе првичниот аналитички преглед, груба анализа на усогласеноста на националното законодавство со ЕУ аки, од објаснувачкиот скрининг да беа презентирани преку 3600 правни акти на Европската Унија. Оваа првична анализа вели дека близу 45% од европското законодавство е веќе транспонирано во националното, што е одлична стартна основа на почетокот на преговори и за приоритизирање и развивање на преговарачката стратегија базирана на докази. Кога зборуваме за правото на ЕУ и процесот на транспозиција, ја искористил можноста да информирам дека по една декада повторно се навративме на пристапот на системска подготовка на националната верзија на европското законодавство преку ангажирање на надворешни агенции за превод, со цел да се забрза динамиката на превод на акито на македонски јазик, согласно приоритетите од НПА. Во моментов ги разгледуваме различните модели за воспоставување на технички комитети за стручна и правна ревизија на преводот, како и дигитализација на постојните терминолошки бази и поимници, преку соработка со МАНУ, со Институтот за македонски јазик, академската заедница и други стручни тела. Методолошки, НПА е усогласена со стратешките приоритети и годишната програма за работа на владата, програмата за економски реформи, среднорочната буџетска рамка, Агенда Европа дома, акцијскиот план за борба против корупција, тематските прозорци од ИПА-3, стратешките развојни цели на ООН и другите релевантни секторски стратешки документи. Концептуално по објавувањето на новата методологија за преговори, наративниот дел на НПА е реорганизирана со што поглавјата се групирани по кластери, но структурно ги содржи стандардните анекси. Наративен дел кој дава осврт на клучните постигнувања во претходната година и осврт на краткорочните и среднорочните приоритети. Матрица на цели активности содржи преглед на сите активности предвидени со НПА
2016 како институции носители, институции учесници и рокови за реализација. Преглед на националните правни акти кои се предмет на усогласување со законодавството на ЕУ, со ЕУ мерките и меѓународните стандарди кои во нив ќе се транспонираат, со рокови за усвојување надлежни институции и статус на постапката на нивното усвојување. Анексот 2 дистрибуција на работни места и потреби од јакнење на административните капацитети, анексот 3 проектирани буџетски средства и анексот 4 инструмент за предпристапна помош и друга странска помош како и ТАЕКС обуки. Околу следењето и известувањето ќе ги користиме постојните координативни механизми преку НПА работните групи и другите тела од структурата. Во овој период интерно тој процес го завршивме во тек се консултации со други институции и со вас во однос на ревизија на актите на преговарачката структура, што веќе станува прашање на голема итност, бидејќи ова треба да се усвои, но не само на хартија, туку и да се реализира. Се предвидува да се подготвуваат квартални наративни извештаи до владата и до собранието. За обезбедување на подобра координација и дигитализација на процесот, се работи и на подготовка на интегрирана НПА платформа за управување со процесот на преговори, со која ќе се надградат постојните бази и ќе се развијат нови функционалности и интероперабилни системи. Платформата покрај внатрешните врски меѓу модулите ќе овозможува комуникација со надворешни засегнати страни, владени институции, работни групи на НПА, влада, парламент, службен весник, агенции за превод и така натаму. Во моментов обезбедена е донаторска помош за воспоставување на модулите за НПА, законодавство, администрација, подготовка на националната верзија на КИ и проценка за потребите за обуки. Од исклучителна важност за граѓанскиот сектор, следната недела ќе ја промовираме апликацијата за електронско поднесување барања и издавање на потврди за регистрација на проекти, меѓу другото и со помош на дел од вас, овде присутни, како прв чекор во целосната дигитализација на базата. И за крај, придонесот во креирањето на реформите за ЕУ интеграција и дефинирањето на приоритетите од вас, како граѓански организации, ни е особено значаен, особено што во текот на годините во вашите редови има развиено сериозна експертиза за многу специфични области и затоа вашите предлози, сугестии, укажувања, критики и така натаму соодветно ќе ги рефлектираме во националната програма. Секако важна ни е и вашата улога во следењето на исполнувањето на планираните активности, реформи и нивниот ефект, и јас лично и воопшто СЕП ќе ви бидеме достапни за понатамошна соработка во оваа смисла. Мислам дека ќе биде многу тешко овој процес да дава резултати ако не е инклузивен, отворен и ако не го вклучува невладиниот сектор. Вклучително, поради природата на нештата, повремено вашиот компас е поизострен од компасот на политичките чинители. По извршените консултации и конечното усогласување, НПА ќе се усвои од страна на владата, ќе се објави на веб страницата на СЕП. Планираме и нејзина презентација пред Комисијата за европски прашања во Собранието, пред Националниот совет за евроинтеграција исто така во Собранието, како и пред службите на Европската комисија во Брисел.